Ви благодарам, гувернерке. Сега следува делот кој што е наменет за новинарските прашања. Колеги, ќе ве замолам доколку имате прашања на микрофонот. Слободно, Весна, повелете. Со оглед на тоа дека и најавивте дека имаме забавување на инфлацијата, дали се размислува и за олабавување на макроекономската политика? Сепак имаме 5,75% основна камата, што доведе до многу големи, многу високи камати од кај банките, па каков е вашиот став за тоа? Ви благодарам, Весна, за прашањето. Поставеноста на монетарната политика во основа зависи од два клучни пункта. Првиот пункт е инфлацијата и инфлацијските очекувања, не само тековно, туку и нивната натамошна динамика. Сега како што посочив, кај инфлацијата, во основа инфлацијските движења се во линија и со нашите очекувања. Минатата година инфлацијата беше малку пониска, незначително пониска од нашите очекувања, а оваа година движењата се генерално во линија со нашите очекувања. Сепак како тренд, ако ја гледаме инфлацијата, присутен е надолен тренд, значи забавува на годишна основа инфлацијата и очекуваме овој тренд да продолжи во натамошниот период. Вториот клучен пункт од кој што ќе зависи поставеноста на монетарната политика се девизните резерви, како нивното тековно ниво, така и среднорочните проекции за нивната патека на движење. Спомена во самата презентација дека во екстерниот сектор сега состојбите се нешто подобри од нашите првични очекувања и тоа резултираше со нешто повисок раст на девизните резерви и минатата година, но и во првиот квартал движењата се нешто подобри од нашите очекувања. Каква ќе биде нашата натамошна монетарна поставеност, ќе зависи од сите натамошни движења во овие два клучни пункта, кои што веќе ги споменав, и од таму Централната банка ќе продолжи на дневна основа да ги следи сите нови информации, сите нови податоци, ќе ги вградува во својата макроекономска рамка. Доколку овие трендови продолжат, кои што сега се присутни, тоа секако ќе остави простор за поголема флексибилност на Централната банка. Благодарам. Дали има други прашања? Бети, повели. Лани странските дознаки достигнаа доста високо ниво. Какви ви се очекувањата за оваа година? И ме интересира дали имате некој сознание колку изнесува странските директни инвестиции? Благодарам за прашањата, Бети. Во однос на дознаките, како што и претходно сум потнецирала, значи дознаките за нашата економија се од исклучително значење, бидејќи тие се проценуваат на висок износ, што значи влијат во повеќе сегменти во економијата. Знаете дека тие беа еден од пунктовите каде што бевме значајно погодени во периодот на пандемијата, и во тој период имаше пат некаде околу 20 на нешто над 20%. Меѓутоа, во изминатите 2 години присутен е тренд на солидно закрепнување и повеќе од солидно би рекла со високи стапки на раст, негде 40-30%. Така минатата година тие веќе надминаа 2 милиарди евра, 2,4 милиарди евра поточно изнесуваат, што е историски највисоко ниво. Сепак, ова се исклучителни високи нивоа, ние не ги екстраполираме овие трендови и во среднорочниот период, одиме со нешто поумерена проекција, значи со значително натамошен раст предвидуваме, но со значително послаба динамика во просек некаде 3 до 4% годишен раст. Во однос на странските директни инвестиции, исто така, тие беа еден од пунктовите каде што бевме ранливи во текот на пандемијата, тие значајно забавија по 2% во 2020 година, но потоа се забележуваше одредено опоравување на овие текови и минатата година бевме позитивно изненадени, би рекла, беа значајно над нашите очекувања. Тие достигнаа стапка од 5,7% од бруто домашниот производ, што е една од повисоките стапки кои што сме ги имале досега. А во номинални износи, ако се гледаат, изнесуваа 670 милиони евра, ако не грешам,
што е всушност историски највисоко ниво како номинален износ. Сепак и овде во нашите проекции одиме попрудентно, не ги екстраполираме овие трендови кои што ги гледаме дека се присутни во моментот, че одиме со некои поумерени стапки на странските директни инвестиции во просек на среден рок 3,7% од бруто домашниот производ. Кате повели? Вчера од Министерството за финансии најавија дека во јуни веќе ќе издадат народна обврзница која што ќе биде со каматни стапки повисоки од она што го нудат банките, на што тие веднаш реагира дека каматите треба да бидат на онаа вредност на која што се оформуваат на самиот пазар. Дали има простор и причина банкарскиот сектор да биде загрижен и државата да стане конкуренција на банките, граѓаните да ги вадат своите пари од банките да ги вложуваат во државата? Благодарам, Катерина, на прашањето. Согласно најавите и расположливите информации од Министерството за финансии, планирана е телефонот кој го остави, ако сакате си го заимете, ви звони. Согласно информациите од Министерството за финансии, предвидено издавање на нов инструмент, така наречена граѓанска или народна обврзница, меѓутоа има неколку важни елементи кои што треба да се потенцираат. Прво, дека со оваа обврзница во основа не би се финансирале нови дополнителни расходи, значи според нивните информации таа е веќе вградена во буџетот и намената е како наменска, значи целта е да биде наменска за граѓаните, нуди дополнителни алтернативни можности за инвестирање. Што би значило тоа во однос на банкарскиот систем, со оглед на најавата дека станува збор за издавање на обврзница во износ од околу 50 милиони евра во динарска противредност, сепак тоа е исклучително мал износ во споредба со депозитниот потенцијал во банкарскиот систем, кој што тековно изнесува негде околу 8 милиарди евра, вкупниот депозитен потенцијал, а на граѓаните некаде околу 5 милиарди евра, не би се очекувало дека тоа би имало некои позначајни ефекти врз банкарскиот систем. Исто на вчерашниот прес во финансии, министерот потенцира дека е подобро да има зголемување на платите во јавниот сектор од следната година, затоа што може да има импликации врз инфлацијата и врз дефицитот. Дали може како Народна банка да ми кажете тогаш во тој случај дали има влијание и какво влијание имаат 15,5 милиони евра кои што сега ќе бидат издвоени од буџетот за година дена за да можат функционерите да добијат 78% изголемување? Дали оваа одлука ќе има влијание врз дефицитот и врз инфлацијата? Добро, во однос на прашањето дали би имало влијание врз буџетскиот дефицит, секако тоа Министерството би можело да каже. Ние не знаеме точно што е предвидено и дали има простор за обезбедување на тие средства во буџетот. Секако, генерално, доколку се предвидени одредени зголемувања кои што може да значат потикнување на јавната потрошувачка и евентуално притисок врз ценовното ниво, треба внимателно да се пристапи, како што посочиле и од Министерството за финансии. Ние ги вградуваме во нашите проекции сите информации кои што ги имаме на располагање. Со тие проекции всушност се очекува на тамошен раст на расположливиот доход, но со нешто поумерена динамика. Секако прудентноста на политиките од исклучително значење во овие периоди во кои што неизвестноста е се уште висока. Во врска со обврзницата, граѓанска обврзница, лимит нема. Според новата мерка на финансии, тоа се предвидува до 50 милиони евра. Например, во Хрватска се предвидува до 500 милиони евра со истата мерка. Дали подразбира тоа дека сите граѓани што ги штеделе парите во готова, што ги имат дома заради ризикот на инфлација, да инвестират, да ги вложат на ова обврзница, но од другата страна постои ризик или дали постои ризик за перење на пари и слично на овој контекст и како може да се регулира ова за потеклото на сите тие готовина?
Во однос на досега расположливите информации кои што ги имаме од Министерството за финансии, за сега е предвидено издавање во износ од 50 на милиони евра, но да, како што со право посочувате, во Хрватска износот беше значајно поголем и тоа се види дека граѓаните има релативно силен, би рекла, интерес за запишување на народната обврзница. Во однос на механизмите за спречување на перење на пари, тие секако и сега се во функција, остануваат непроменети, значи можно и ако некој од граѓаните и досега штеделе нели под перница, да вложуваат секако во сила се и во функција се како и досега, така и отсега ќе бидат сите други механизми за проверка на потеклото на парите и спречување на ризикот од перење на пари. Само да разјасниме од претходното прашање околу инфлацијата и зголемувањето на платите. Дали ова зголемување на функционерите на нивните плати од 78% може да има некакво влијание на инфлацијата? Дали добро ве разбравме? Добро, значи, може би не бев јасна. Во суштина не знаеме точно, значи немавме точна информација за да можеме ние да го квантифицираме ефектот точно колку би бил врз инфлацијата. По консултации со Министерството за финансии, кога би добили подетални информации, можеме да направиме оценки, симулации, колку инкрементално тие евентуално би можеле да влијаат врз инфлацијата.